i na traženje prije 4-5 godina. Crkvenih traženja izgledač v jednoj Gospodo, prije 4-5 Mislim se smatra izraženi. Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, ова е емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место. Не го менувајте каналот во наредните 50 минути и проверете и самите зошто другите толку многу зборуваат за нас. За почеток да одговориме на прашањето кој е всушност генералот Николаос Грилакис. Тој е мокнеот шеф на грчките тајни служби во периодот на осамостојувањето на Република Македонија. Εκπαιδεύτηκα από την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών σε θέματα κατασκοπίας και αντικατασκοπίας. Επίσης εκπαιδεύτηκα από την Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών σε θέματα πάλι κατασκοπίας και αντικατασκοπίας. Ως διευθυντής του Τμήματος Επιχειρήσεων Αντικατασκοπίας της ΕΕΠ έκανα επιχειρήσεις και με την Αμερικανική Υπηρεσία και με την Ισραηλινή Υπηρεσία κοινού ενδιαφέροντος. Кога станувате шеф на сите грчки тајни служби? Μετά την εκπαίδευσή μου από την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών ανέλαβα προϊστάμενος στο Τμήμα Επιχειρήσεων Αντικατασκοπίας. Кој е генералот Николаос Грилакис? На фигура на грчката политичка сцена или еден од луѓето кои ги стварат тие најнови балкански контроверзи? Генералот Николаос Грилакис е една од најзнаменитите личности во поновата историја. Не само во неговата улога е огромна, не само во период 91 па наваму, него и пред тоа, особено 80-тите години, кога е завршил својата професионална војничка кариера и се вклучува во политичкиот живот како советник, назначен од парламентот на премиерот на Република Грција за координација на балканските теми или прашања. Обично информациите со кои се располагам вела дека тој е командант на касарната во Лито Хоро, односно тој е оној гарнизон НАТО структура која е прва предодредена да се брани од евентуалните напади на тогашната СФР Југославија на Грција или на НАТО структурите. Да, тоа е точно. Голем дел од својата војничка кариера во младите години ги помина како командант на касарната база Лито Хоро. Грилакис самиот признава дека човек со блиски релации и односи со американските и израелските служби. Вие почнавте нешто, би можеле тука малку да направиме одредена мини анализа. Велате дека Грилакис е во средиштето на едно од најголемите политички афери во Грција некаде крајот на 80-тите години, кога паѓа владата на Папандреу и на власт доаѓа неговиот критски пријател господинот Мицотакис. Точно е, он во својата професионална кариера изградил одлични релации како сериозна личност, добре дојдена личност за соработка со сите значајни институции и служби на големите сили, но и внатре во самата Грција, тоа е точно. Мицотакис кога доаѓа на власт 88 до 92-93 година, на почетокот на својата премиерска кариера прави две работи. Едната да го призна Израел, втората со закон да го инсталира Грилакис како моќен шеф и координатор на сите грчки тајни служби. Да, и тоа е точно. Значи Грилакис во тој период на самостојање на Македонија е големиот шеф на грчките тајни служби. Да, со извонреден капацитет и личен, и политички, и професионален, не само во Грција, него и во пошироки размери, да може да влие на решавањето на одредени прашања. Има еден интересен детај кој е битно да се спомени. Во периодот кога Грилакис е шеф на грчките тајни служби, во структурата на грчкото разузнавање се вработува Емануел Малелис, човек со потекло од Егејска Македонија, кој во период 98-2002 година, значи 10 години подоцна, станува главниот грчки играч за врска за контакти помеѓу грчкиот подземен и надземен бизнис со тогашниот македонски премиер Љупчо Ѓорѓиевски. Всушност Маноли е човекот кој ги прави најголемите грчки инвестиции во Македонија, почнувајќи од Окта, завршувајќи со Стопанска банка. Денес, по падот на Ѓорѓиевски, Маноли се крие во Солуни во Атина. Кога се знаете со господинот Мицотакис? Μισό αιώνα. Вие и господинот Мицотакис се открит. Да. Обично вела дека тие кричани се многу опасни луѓе. Είμαστε ο προσωπικός λαός της Ελλάδας. Какво е денес влијањето на луѓето открит врз водењето на грчката политика? Έχουν επίδραση. Велат во времето на Мицотакис, кој е во тесни пријателски односи со Грилакис, всушност Грилакис е човекот кој владее со Грција. Може би не може така во најбуквална смисла да се каже, меѓутоа човекот беше од огромна доверба, не само на водечките луѓе во Грција, него и во меѓународните организации.
човек од огромна дарба, човек со огромно влијание, чие мислење секогаш било ценето. Како главен играч на американската тајна служба ЦИА и на израелскиот Мосад, генералот Грилакис учествува најголемиот преврат политички во историјата на Република Грција. Тој е крајот на 80-те години, кога од власт го симнува Андреас Папандреу, а на власт го носи Константин Мицотакис, неговиот долгогодишен пријател од Кипар. Што всушност се случува? Тогашниот грчки премиер Андреас Папандреу не прифаќа сугестијата на американците грчката влада да го призна Израел. Со помош на Грилакис американците прават две работи. Како прво, од партијата излегува фракцијата предводена од Константин Мицотакис. Како второ, во Грција букнува најголемата финансиска афера во последните 50 години во врска со банкарот Коскотас и Критската банка, кога во затвор завршуваат неколку министри од владата на Папандреу, а на изборите кои следат неколку месеци подоцна паѓа владата на Папандреу. Како трето, Константин Мицотакис со својата фракција од партијата ПАСОК преоѓа во Неа демократија, каде што тогаш на чело на партијата е чичкото на денешниот грчки премиер господинот Караманлис. Со договорот Караманлис Мицотакис после изборите Константин Мицотакис е избран за нов премиер на Грција, а неколку месеци подоцна Караманлис е избран за претседател на Република Грција во грчкиот парламент. Во првите 10 дена по својот избор владата на Мицотакис прави две клучни работи. Веднаш го признава Израел и носи закон со кој на Николаос Грилакис му се дава функцијата на голем шеф и координатор на сите грчки обавештајни служби. Сте имали ли блиска соработка со ЦИА на крајот на 80-те години? Дали со помош на Грилакис американците рушат таа влада на Папандреу 1988 година, тогаш на власт доаѓа Мицотакис, бидејќи причината е дека Папандреу всушност не сака да го призна Израел, кој е стратешки партнер на американците. Дали имате тога соработка со ЦИΑ? Έχω από νεαράς ηλικίες εκπαιδευτεί από τη ΣΥΑ και από τη Μοσάντ σε θέματα κατασκοπίας, αντικατασκοπίας, υπηρετούσα στην ΑΕΠ. Έκανα επιχειρήσεις και με τη ΣΥΑ και με τη Μοσάντ. Και το 1878 με φωνάξαν και πήγα στην Αμερική και μου είπαν ότι αποφασίσαμε να τελειώνουμε με το ΠΑΣΟΚ, γιατί σχεδιάζανε την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Μου είπαν ξέρουμε τι ρόλο παίζει στη Νέα Δημοκρατία και θέλουμε να συνεργαστούμε για να γίνει αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Есен 1993 година Андреас Папандреу повторно се враќа на власт во Грција, а Николаос Грилакис бара еден вид на политички азил во Република Македонија, каде што останува 10 месеци. Некаде крајот на 93 година паѓа владата на Мицотакис. На изборите во Грција победува Андреас Папандреу и повторно доаѓа на власт после една пауза од 4 години. Неколку месеци подоцна Грилакис пребегнува во Република Македонија, каде што останува 10 месеци. Има многу контраверзија околу целата таа операција, како Грилакис, генералот на грчката армија, решава да пребегне во Република Македонија после победата на Андреас Папандреу. Δεν απαντώ. 94-та Грилакис доаѓа во Скопје. Дали му е загрозен тога животот во Грција? Сега веќе стана легендарна приказна со неговото доаѓање овде. Тоа беше по мене еден пријателски гест на доверба. Луѓе кои мислите професии имаат такви кодекси во себе. Он се чувствуваше загрозен после промените што настана во Грција и нормално од наша страна беше прифатен. Еден период престоиваше овде. Дали сте му нуделе пари на Глигоров да прифати да се промени името на Република Македонија? Или некој поклон, како што тој пише во неговите мемуари? Ντροπή πράγματα. Το Ισλάμото. Ντροπή πράγματα είναι και να τα συζητούν. Еден ден доаѓа Фрчковски и нешто замотано, ама големо, носи. И еден милиционер со него, тој носи таа пратка. Влегува натре, му вика на милиционер, ај оди си ти. И отпакува, кога гледам, амфора. Од Егејс море извадена од некој брод. Што ти е бе ово? Ово е вика од Грилакис. Од почит што му дадовме за солниште, смета на вас како председател треба се одолжи и ви е праќа ова многу е ретка и скапа работа. Έναν φορέα έδωσε. Και πάνω στον αφορέα είχα γράψει, διάβασε τα εσύ, ξέρεις ελληνικά, διάβασε τα. Дал едну вазу и на Διάβασε вазу е τα. написано нешто овој. Διάβασε τα. Και το δίδω να το κρατάει αυτό το χαρτάκι. Ово и саата тоа спакувано, што ти кажам. Како знаат грците да направат, е подарок од господинот Грилакис. Бидејќи не сакаше да ја земеш амфората, еве, ово е Rolex саат, тоа вика чини $15,000. Па, вака, ракавот, еве и ја имам.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Φραστικόφσκι με εγκαλίστηκε και μου προσέφερε ένα χρυσό φλουρί. Μια τσάντα με τοπικά κρασιά. Μια θήκη με μαχαιροπύρουνα. Ова е само почеток. Останете со нас и по рекламите. Следува досието посветено на Николаос Грилакис. Човечкото тело е совршено дело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапоцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајќи производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје. Во периодот 1992-93 година Николаос Грилакис има повеќе од 10 тајни средби со тогашниот македонски државен врв. Со нив разговара само на две теми: името Слава Македонија и можното правење на федерација помеѓу Република Македонија и Република Грција. Господине генерале, кога прв пат сте дошле во Македонија? Το 1992. Дали тоа беше некоја тајна посета со некој од членовите на македонските тајни служби? Την εποχή εκείνη ήμουν σύμβουλος του Έλληνα Πρωθυπουργού για θέματα άμυνας και ασφάλειας και υπεύθυνος για τις διαβαλκανικές σχέσεις της κυβέρνησης. Дали таа посета беше тајна? Μυστική επίσκεψη. И со кого се сретна? Τα πρώτα διαστήματα όλες μου επισκέψεις ήταν μυστικές. И со кого се сретнавте во Скопје? Με κυβερνητικούς αξιωματούχους της εποχής. Συναντήθηκα με όλη την ηγεσία της κυβέρνησης. Која порака ја пренесовте во Скопје таа 92 година? Тогаш Македонија се уште дел од поранешна СФРЈ. Πήγαινα κατευθείαν στο Προεδρικό Μέγαρο και εκεί έκανα τις συναντήσεις. Και από το Προεδρικό Μέγαρο έφυγα κατευθείαν για τη Θεσσαλονίκη. Δεν έμενα σε ξενοδοχείο. Значи да прецизираме, вие значи се среќавате во тој период, значи пред Македонија да излезе од СФРЈ со господинот Киро Глигоров. Όχι, τον πρόεδρο της φύρα μου, τον κύριο Γρηγόρο, τον γνώρισα μετά τη διάλυση. Μετά την απόσχεση της Σλαβομακεδονίας από τη Ιουγκοσλαβία. Дали на тие посети во Скопје, кои се тајни во тој прв период, таа 92 година, вие се среќавате исклучиво со Киро Глигоров? Όχι, όχι. Πριν τη διάλυση είπα αρνητικά όχι. Μετά τη διάλυση. Со кого се среќавате тогаш во Скопје? Можете ли некој имиња да кажете? Με κυβερνητικά στελέχη συναντήθηκα. Кога вие кој шеф на македонската тајна полиција воспоставате прв контакт со Грилакис? Првиот контакт беше 1992 година, во периодот кога се вжештува односите помеѓу двете држави. Обично велат господине Богојски дека во Грција во тој период има две тези, две глобални размислувања. Едно од размислување воено да се интервенира во Македонија и да се реши тој проблем околу името или околу државата Македонија. Второто размислување кое наводно го застапува Грилакис е Македонија да опстане како држава, бидејќи е многу подобро за Грција да граничи со една сигурна Македонија или односно да не граничи со една нестабилна Србија или нестабилно Косово. И дека во последен момент токму Грилакис и тогашниот командант на грчката армија го спречуваат Мицотакис да направи некаква глупост околу војна интервенција во Македонија. Тоа е таа линија на разграничување на големите личности од оно што значи политичари. Тој во тој период како изразит грчки патриот многу добро знаеше дека долгорочен интерес на Грција е зачувувањето на Македонија, низината стабилност, територијалниот интегритет. Многу добро го знаеше дека е долгорочен интерес и вршеше огромно влијание и се вложуваше целиот себе си, не само во Грција, него и на Балканот, да не дојде до војна во Македонија. Господине Грилакис, во тој период постојат одредени размислувања и шпекулации во Република Македонија дека грчките власти
тајно соработуваат со српските власти. На работна маса е одреден предлог на Милошевиќ до Мицотакис да се подели Република Македонија помеѓу Грција и Србија. Дали сте вие вклучени во тие разговори, во тие преговори и дали е тоа вистина? Ο Μητσοτάκης είναι έξυπνος πολιτικός, ανεξάρτητα από αυτά. Ο σύμβουλος της Αμερικής, ο Μπρεν, είχε δηλώσει ρητά κατηγορηματικά σε μια επαφή που είχε με τον Γρηγόροφ ότι εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα του κράτους της Φύρομ. Τι νόημα θα είχε να σχεδιάζει ο Μητσοτάκης από εκεί και πέρα διαμελισμό της Φύρομ? Αυτά είναι αδιανόητα. Ο Μητσοτάκης ήταν υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των ελληνοσκοπιανών διαφορών. Меѓутоа, во тој период постои на работна маса на Мицотакис предлог на Милошевиќ за поделба на Република Македонија. Врз база на тој предлог е закажана одредена Балканска конференција на која учествувале сите представнички на балканските држави после Првата и Втората Балканска војна, кои се подписнички на тој Букурештански договор. Исконтактирани се тогашните премиери на Бугарија, господинот Попов, и на Романија, господинот Петре Роман. Сулейман Демирел е информиран исто така, меѓутоа после момент таа средба се откажува. Значи, прашањето е дали во тој момент Грција сериозно размислува да го прифати предлогот на Србија и да го реши проблемот со Македонија на еден таков начин со нејзина поделба или исчезнување од политичката карта во тој период кога се распаѓа СФРЈ. Να είμαστε ρεαλιστές. Την Ελλάδα την ενδιαφέρει η βιωσιμότητα του κράτους της Λαβικής Μακεδονίας. Εάν δεν είναι βιώσιμο το κράτος της Λαβικής Μακεδονίας, βαδίζουμε προς Μεγάλη Αλβανία και Μεγάλη Βουλγαρία. Και η ελληνική πλευρά σε καμιά περίπτωση δεν θέλει ούτε Μεγάλη Αλβανία, ούτε Μεγάλη Βουλγαρία. Господине генерале, мене ми е можеби јасно дека Грција сега по една ваква констелација на Балканот посакува Македонија да биде независна држава со еден територијален интегритет. Бидејќи која држава во регионот би сакала да граничи со Косово или со една Србија која е нестабилна и која чека еден друг процес на дисолуција со Косово и дисолуција со Црна Гора. Меѓутоа не сум сигурен дека таа 92 година Грција посекуваше Македонија да биде независна држава и многу ми е поверојатно дека стратешки интерес на Грција во тој период, таа 92 година, беше да се формира одредена скратена Југославија, во која освен Македонија би влегла и Босна и би бил сочуван режимот на Слободан Милошевиќ. Моето прашање е, дали таа 92 година, не принципиелно, Мицотакис како премиер на грчката влада преговара со Милошевиќ за останување на Македонија или за поделба на Македонија помеѓу Грција и Србија? Πρώτη φάση η επιδίωξη ήταν να γίνει βιώσιμο το κράτος της Σλαβικής Μακεδονίας. Δεν ξέρω Φύρομ, εγώ ξέρω Σλαβική Μακεδονία. Να γίνει βιώσιμο το κράτος της Σλαβικής Μακεδονίας. Και σε δεύτερη φάση να γίνει συνομοσπονδιοποίηση Ελλάδος και Σλαβικής Μακεδονίας. Όπως ήταν πρώτα η Σλαβική Μακεδονία με τη Ιουγκοσλαβία. Ο ίδιος ο Γρηγόροφ σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία ετώνησε ότι μετά την αποσκύρτηση της Σλαβικής Μακεδονίας από τη Ιουγκοσλαβία έγινε σύσκεψη πνευματικής και πολιτικής ηγεσίας της Σλαβικής Μακεδονίας και αποφάσισαν ομόφωνα ότι η καλύτερη λύση για το κράτος, για τους κατοίκους του κράτους του, ήταν η συνομοσπονδοποίηση Ελλάδος και Σλαβικής Μακεδονίας. Значи, тој предлог, таа 91-92 година на грчката влада за формирање на одредена федерација помеѓу Грција и Македонија? И на кого му го доставувате во Република Македонија тој предлог? Дали со тој предлог вие всушност доаѓате во Скопје на тие ваши први тајни средби? Εγώ διευκρινίζω ότι εκφράζω προσωπικές απόψεις τώρα Δεν εκφράζω κυβερνητικές απόψεις. Δεν είμαι τώρα κυβερνητικός αξιωματούχος. Και για να μην γίνουν παρερμηνίες από σοβινιστικής πλευράς, για να μην γίνονται παρερμηνίες από σοβινιστικής πλευράς, δηλώνω ευθαρσώς ότι μετά την πατρίδα μου, δεύτερη πατρίδα, έχω τη Σλαβική Μακεδονία. Тој ваш личен предлог или лично размислување, дали го соопштивте до премиерот Мицотакис во тој период? Или до некој од грчката влада? Όλα αυτά ήταν με εντολές του Μητσοτάκη, εδώ είναι και τα ντοκουμέντα. Τα δελτία, συνέτασα δελτία κάθε φορά που έκανα επαφές με κυβερνητικούς ή με κόμματα, χριστιανικά κόμματα των Σκοπίων. Συνέτασα δελτία ενημερωτικά για τον Πρωθυπουργό, τα έλεγα και προφορικά και εγγράφως.
γιατί ήταν εθνικά θέματα σοβαρά και έπρεπε να πάρει τις αποφάσεις του. Δεν αποφάσισα εγώ. Αποφάσιζε ο Μητσοτάκης. Σαφώς ναι. Δεν έκανα ποτέ κάτι που να μην ενημερώσω. Εδώ έχω τα δελτία. Επαφή με Γρηγόροβ στα Σκόπια και λέει 17 Απριλίου 1993, παράδειγμα. И то е усогласено со Мицотакис. Цялото ова што е тука. Για το Μητσοτάκη τα φτιάξε. Όλα αυτά. Вклучително и одењето во Скопје. И разговорите со македонските власти. Ναι, ναι, για τις συσκέψεις, για το τι κουβέντιαζε με τον Γρηγόροφ, με τον Φρετκόφσκι, με όλους τους υπουργούς, με τον Τζερβεκόφσκι, με τον σημερινό πρόεδρο Δημοκρατίας, με όλους. И што беше предлогот на Мицотакис во тој период? Што беше клучно за вас? Името, територијата, правење на одредена федерација за која вие сте размислувале што? Σλαβική Μακεδονία, να κλείσει η διένεξη με το όνομα Σλαβική Μακεδονία. Ελληνική Μακεδονία, Βουλγαρική Μακεδονία. Απλά μαθηματικά ήταν. Дали тој предлог Слава Македонија е прифатлив за Мицотакис таа 92 година? Την είχε αποδεχθεί ο Μητσοτάκης, αλλά μου είπε θα πάμε στις εκλογές, να κερδίσουμε τις εκλογές και να το κλείσουμε το όνομα, γιατί τώρα θα μας ανατρέψει ο Εύερ. Дали тој предлог Слава Македонија сте го пренели на некои од македонските политичари или македонскиот државен врв Црвенковски, Глигоров, тогашниот министар за надворешни работи Денко Малевски, дел од структурите кои се околу Глигоров, Фарчковски или некои други? Σε όλους, σε όλη την ηγεσία. Γιατί ντροπή είναι ότι είστε Σλάβοι. Δεν μιλάτε τα σλαβικά. Ντροπή είναι, δεν είναι Σλάβος. Δεν μιλάτε τα σλαβικά. Τι τον επηρεάζει που είναι Σλάβο-Μακεδόνος? Εγώ λέω είμαι περήφανος που είμαι Ελληνομακεδόνος. Και αυτός λέει είμαι περήφανος που είμαι Σλάβο-Μακεδόνος. Δεν είναι Σλάβος, τι είναι? Значи јас се викам Васко Ефтов. Дали треба да го сменам името да бидам словенски Васко Ефтов? То ли е по вас вистинското решение на проблемот? Како можем јас да ви речам, вие сте Николас Грилакис, да ви речам ајде на 80 години сменете го името? Со кое право? Со кое право, господине Грилакис, вие ми кажувате како јас ке се викам? Јас ке се викам како сакам. Ваше е право. Дал тоа ќе го прифатите или нема да го прифатите? Вие сте посилни од Република Македонија, вие сте членка на НАТО, вие сте членка на Европската унија. Вие сте и војно посилни. Може да не збришите за 2 дена ако треба. Меѓутоа, знаете, апсолутно е некултурно да дојдам дома кај вас и да ви кажам како вие да се викате. Ο ίδιος ο Γρηγόροφ στις συνεντεύξεις του είπε ότι εμείς είμαστε Σλάβοι, ήρθαμε τον 6ο και 7ο αιώνα μετά Χριστό στη Βαλκανική. Γιατί τώρα δεν μας αρέσει να λέμε ότι είναι Σλάβοι οι κάτοικοι της χώρας σας? Значи, двајцата сме македонци. Βεβαίως. Κακό είναι? И како ќе оделиме Александар Македонски? Мене левата, вас десната страна? Όχι, και εγώ να μου λέγανε να με κάνουν, να μου αλλάξουν το όνομα και εγώ δεν το ήθελα. Δεν είστε Έλληνες, δεν είστε Σέρβοι, δεν είστε Βλάχοι, δεν είστε Αλβανοί, τι είστε, εξωγήινοι είστε? Αστροναύτες είσαστε και ήρθατε εδώ ως αστροναύτες στη Βαλκανική? Μακεδόνες είστε. Околу тие преговори околу името Слава Македонија пред една година во интервју за емисијата во Центар прв пат проговорува сегашниот грчки председател Каролос Παπούλιας. Τουλάχιστον σε μένα μου έδινε την εντύπωση ότι θα ήθελε να κλείσει το θέμα αυτό. Και πιστεύω, χωρίς να είμαι βέβαιος, ότι η ονομασία Σλάβο Μακεδονία ήταν στο μυαλό του τουλάχιστον, κατά την κρίση δικιά μου, το αντιμετώπισε θετικά. Παρόλο ότι εγνώριζα ότι είχε ένα πρόβλημα με το αλβανόφωνο στοιχείο των Σκοπίων, που βεβαίως θα ήταν τελείως αντίθετη με μια τέτοια ονομασία. Αλλά εκείνη την εποχή το αλβανικό στοιχείο δεν είχε την δυναμική που απέκτησε αργότερα. Самиот Грилакис вели има повеќе од 10 тајни средби, периодот 92-93 година со врвното македонско раководство. Учествувате во договарање на тие средби? Имаше повеќе средби, може би повеќе и од 10, формални и неформални. Вие му пренесувате тој предлог на Глигоров за Слава Македонија? Ναι, το συζητούσα με τον Γρηγόροφ. Το μόνο που συζητούσα ήταν Σλάβο Μακεδονία. Δεν συζητούσα τίποτα άλλο. Δεν συζητούσα τίποτα άλλο όνομα εγώ. Каде се среќавате? Кај него во Скопје, во кабинетот? Στα Σκόπια γίνανε, στην Οχρίδα γίνανε, στην Αθήνα γίνανε, κατεβαίνανε οι υπουργοί ειδικοί σας incognito στην Αθήνα. И кој период е временски тоа? Дали е тоа пред Лисабонската декларација, кога се носи одлука Στη страна? Βιέννη γινόντουσαν, στο Άμστερνταμ γινόντουσαν, στο Μόναχο γινόντουσαν συναντήσεις. Εγώ ήμουν συγκεκριμένος, κατηγορηματικός. Σλαβική Μακεδονία, το όνομα.
Дали тоа значи дека ви е лично во сите тие градови, што ги спомнавте, не знам, Охрид, Скопје, Виена, Амстердам, имате средби со Глигоров? Όχι με τον Γρηγόροφ τον έβλεπα μόνο στα Σκόπια, τον Γρηγόροφ. Τους άλλους έβλεπα... Кога е тоа временски? Дали може да се лоцира? Кој временски период е тоа? Некаде во мај 1992 година Европската економска заедница тогаш носи таа одлука на Лисабон или Лисабонската декларација, со која бара, се извинувам, ако сака Македонија да биде призната, дека во зборот или во името не треба да се содржи зборот Македонија. Дали сите овие разговори се всушност пред Лисабонската декларација, кои инкогнито или тајно се обавуваат на релација помеѓу Атина и Скопје? Μετά τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, σε βάθος χρόνου, σε βάθος χρόνου. Сегашниот заменик шеф на преговорите околу идниот статус на Косово, Алберт Рохан, кој е тогаш помошник на австрискиот министер за надворешни работи Алој Смок, признава дека бил посредник помеѓу Скопје и Атина во тој процес на преговори околу името. Тоа го признава и господинот Алој Смок, кој е денес тешко болен во Виена од Паркинсонова болест. Иако поголем број македонски политичари одат на тие тајни разговори во Виена, како жртвено јагне паѓа само Васил Топурковски после таа своја средба со Алој Смок. Und dass Präsident Gligorov, Georgievski, Trpakowski immer wieder in Wien zu Gesprächen waren. Und daher hatten sie angeregt, dass wir diese Idee einer Lösung versuchen zu sondieren in Skopje. Das haben wir getan. Es ist daraus nichts geworden und damit war die Sache erledigt. Има една средба која историски е многу важна, која се случува во Германија. Тоа е средбата Мицотакис Геншер. Подосна Геншер во своите мемоари признава дека е личен пријател со Мицотакис. Наводно според македонските информации, информациите со кои јас располагам, на таа средба Геншер му дава согласност на Мицотакис, една за секојаш да се реши македонското прашање на Балканот. Дали ви имате некоја информација, бидејќи сте личен пријател со Мицотакис, односно се во една кумска врска, дека таа средба е одржана и дека Мицотакис добил согласност од Геншер да го реши тоа македонско прашање. Το όνομα για να λυθεί ο Μητσοτάκης πάλευε το όνομα Σλαβική Μακεδονία, δεν πάλευε τίποτα άλλο. Εγώ είμαι εκείνος που διαπραγματεύεται με τη σκοπιανή πλευρά. Δεν το βιβλίο το μικρό. Το μικρό. Значи, ако добро гледам, овде датата е 3 јуни 1993 година. Значи, неколку дена предходно се случила веројатно средба Милошевиќ-Глигоров, каде што Глигоров разговара со Милошевиќ за тој предлог Слава Македонија. Милошевиќ тоа го информира или службите на Милошевиќ, грчкиот амбасадор во Атина, и тој испраќа таа белешка или тој рапорт до своите министри за внатрешни, за одбрана и за надворешни работи. Дали тоа сакате да ми кажете? Η αναφορά είναι συγκεκριμένη και λέει ότι συζητήσαν οι δύο πρόεδροι στην Οχρίδα. Ο πρόεδρος της Σερβίας και ο πρόεδρος της Σλαβικής Μακεδονίας. Ο Μιλόσεβ ισχυρίζεται ότι πίεσε τον πρόεδρο της δικής σας χώρας, ο οποίος απεδέχθη την ονομασία Σλαβική Μακεδονία. Και συμφωνήσανε να συναντηθούν στο Βουκουρέστι οι δύο πρόεδροι, Μητσοτάκης και Γλιγκόροφ. Σας είπα ότι ο Μητσοτάκης είχε το πρόβλημα με τον Έβερτ και δεν μπορούσε να προχωρήσει, να κάνει βήματα θαραλέα για την επίλυση της ελληνοσκοπιανής διένεξης. Ο δικός σας ο πρόεδρος λέει ότι συμφώνησε να συναντηθούν στο Βελιγράδι και να κάνουν κοινό ανακοινωθέν και να δηλώσει ο πρόεδρος ο δικός σας ότι αποδέχεται τον όρο Σλαβική Μακεδονία. Дали Глигоров имаше дадена согласност за таа средба? Έτσι λέει ο Μιλόσев. Значи Милошевиќ требаше да биде домакин на таа средба во Белград, некаде на почетокот на 1993 година. Ο Μεσολαβητής. Ο Μεσολαβητής των δύο πλευρών, γιατί τότε δεν κάνανε επαφές οι δύο πρόεδροι μεταξύ τους. Και θα είχε σωθεί και ίσως και η Σερβία στο Κόσοβο και ίσως και εσείς δεν θα είχατε τα προβλήματα με τους τσεκάδες. Ако добро ве разбирам, таа 1993 година, двете страни бе безмалку
согласни, има постигнато согласност да се најде заеднички компромис околу името Слава Македонија. И македонската и грчката страна, и Мицотакис и Глигоров. Не, съставно. Не. Во своите мемуари, само бегло и во сосема друг контекст, Киро Глигоров ги спомнува тие наводни преговори околу името Слава Македонија. Еве што пише Киро Глигоров во своите мемуари на тема Слава Македонија. Самиот Мицотакис Божен во почетокот бил пофлексибилен, дури и се консултирал со други за ова прашање, меѓу нив и со српскиот председател Милошевиќ, со германскиот министер за надворешни работи Геншер и други. Според некои извори, тој дури размислувал за тоа да разговара и со мене. Дали ние би биле подготвени да го прифатиме неговото решение кое би водело кон грчко признавање, на пример под името Слава Македонија. Обично таа идеја за одредена поделба на Македонија, некоја форма на федерација, размена на територија или било како да ја крстиме помеѓу Милошевиќ и Мицотакис, наводно се случува кога Мицотакис добива одреден сигнал од германскиот министер за надворешни работи Геншер. Геншер делумно нешто и признава во своите мемуари дека имал средба една или две со Мицотакис, дека се стари пријатели, дека се пријатели од кога Мицотакис бил и министер за надворешни работи и дека таа средба на некој начин го мотивирала Мицотакис да го прифати тој предлог на Милошевиќ, кој подоцна е стопиран. Точно, Милошевиќ имаше индиректни контакти со Геншер, не директни, него индиректни преку грчкиот премиер Мицотакис. Долго време Милошевиќ беше на убедување дека Македонија изабила нож во грб на Србија и дека еднашка треба да го симне тоа прашање со договор со соседните земји, нудејќи разни опции. Сето тоа беше пласирано и на грчката страна, меѓутоа најголемиот отпор го имаше од државните безбедносни и други структури во Грција, кои добро знаеа дека таквите предлози се навистина лудост, авантура и се противеа на размислата во таа насока и Мицотакис конечно го прифати нивното мислење. Имаше средба Мицотакис Милошевиќ во Атина на кој се разговараше директно околу поделба на Македонија? Да, имаше. Тоа е таа 93 година, кога беше и средбата со Рогова. Και ο Ρογκόβα ήθελε ειρηνική επίλυση της διένεξης στο Κόσοβο. Δεν ήθελε τους τσεκάδες, δεν ήθελε ένοπλα κινήματα. Дали со ваше посредство грчката политика остварува контакти со Рогова, има одредена средба на Рогова со Мицотакис во Атина, претходно неколку месеци, се говори околу 6 месеци, Рогова се крие во Скопје за време на таа 91 година кога распадот на Југославија, и дали грчката политика, тајната политика, надвршната политика или било која форма на грчката политика се обидува да направи еден договор помеѓу србите и албанците во текот на таа 91, 92, 93 година. Έγινε, εγώ πήγα όπως είπα προηγουμένως στο Ρογκόβα στο Μητσοτάκη, αλλά δεν ήμουν στη συζήτηση. Μου είπε όμως ο Ρογκόβα, γιατί φιλοξενούμενος δικός μου ήταν ο Ρογκόβα. Εγώ τον εκάλεσα στην Αθήνα και έμεινε 4 μέρες στο Ρογκόβα και με τον Ρογκόβα ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μου είπε ότι συζητήσαμε με το δικό σας πρωθυπουργό, είναι ένας έξυπνος και χαρισματικός άνθρωπος. Има тука две тези. Би можеле кратко да ги изанализираме. Едната теза е на контакти на Грилаки со тогашното косовско раководство, односно со Ибрахим Ругова, кој станува неформален лидер на Косово некаде после тоа качаничко собрање 91-92 година. Грилакис признава дека организира таа посета на Ругова на Атина и средбата подоцна со Мицотакис, како лајт мотив на целата таа работа е да се најде некое мирно решение за косовското прашање, односно Косово да добие таа широка автономија во рамки на тогашна СР Југославија. Односите на Балканот секој пат се заемно испреплетени. Он добро исто знаеше дека мора да се бара решение за статусот на Косово. И многу му беше блиска идејата на Ругова за наоѓање на некој облик на висок степен на автономија на Косово, што значи дека ќе ги запре турбулентните процеси и према Македонија, автоматски тоа и према Грција. Од тука излегуваше неговото противење против тезата на Милошевиќ за поделба на Косово или поделба на Македонија. Он имаше средби, точно 93 година, со Ибрахим Ругова во Атина. Има информација дека Ругова бил и во Скопје неколку месеци чуван од страна на нашите служби. Тоа е точно. Можете нешто поконкретно? После Качаничкото собрание, он преследуваше подолг период во Македонија. Ние исто така имавме интерес да се зачуваат добрите односи со сите на Балканот. Македонија како приоритетен интерес, наше гледање беше тоа, требаше да го има одржувањето на добри односи со сите соседи, вклучително и Косово. Вела 6 месеци Ругова бил во тој период во Скопје. Точно е, да. Беше. Дека бил и Ветон Сурој и дека сме помогнале да замени надвор од Косово. Точно, да.
Дали Грилакис ви пренесува одредено размислување на Ругова дека дел од тие воинствени албански структури на Косово размислуваат да припајат дел од Санџак, дел од Црна Гора, Скопје и Западна Македонија кон некоја нова структура која била некое големо Косово? Имаше извънредна соработка и на тој план. Εγώ είχα επαφές με το Ρογκόβα. Είχα ενημερώσει την κυβέρνηση τη δική σας για τα προβλήματα που θα είχατε μελλοντικά με τους Αλβανούς. Σε συζητήσεις που είχα, μου είπαν σαφώς ότι ενδιαφέρονται να φτιάξουν το κράτος της Ηλυριάδας με βάση το Κόσοβο, να πάρουν και το δυτικό κομμάτι των Σκοπίων, τη δυτική περιοχή των Σκοπίων και να πάρουν και την περιοχή Σαντζάκ ανάμεσα στο Μαυροβούνιο και στη Σερβία, που ζουν 300.000 мусулмани Албании. За поновата македонска историја се важни две прашања. Како прво, тоа се шпекулациите за одредено размислување во политичките структури на Атина за војна интервенција врз Република Македонија и нивниот притисок врз тогашниот грчки премиер Константин Мицотакис. Имаше ли тогаш размислување војно да се интервенира во Македонија од страна на некои грчки структури, на кои им се спротистави Грилакис? Και δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά, ποτέ ο ελληνικός στρατός δεν έφτιαξε κανένα πολεμικό σχέδιο στις βάρος της χώρας. Точно е дека тој одигра, ми се чини, многу голема улога во попречување на размислите за воено решавање на кризата во овој регион, особено за Косово и за Македонија. Исто така точно е дека Милошевиќ во еден период дури размислуваше на кој начин да се еднашка симне македонското прашање, нудејќи разни варијанти на поделба на Косово, на поделба на Македонија, што секако подразбираше настанување на воен конфликт. Минувањето на државните граници и сигурно во овој регион не може да се случува без конфликт. Најголем отпор имаше во тоа и премиерот Мицотакис од генералот и неговиот естаблишмент воен и безбедносен. И како второ, тоа се шпекулациите за наводната тајна средба Милошевиќ Мицотакис, на која се разговарало за можна поделба на Република Македонија, односно за организирање на одредена Балканска конференција на која ќе се разгледа идниот статус на Република Македонија. Наводно, за таквата идеја своја согласност дали тогашниот германски министер за надворешни работи, господинот Геншер. Ние се обидовме да контактираме со господинот Геншер, меѓутоа кога му соопштивме која е темата на нашето интересирање, тој го спушти својот мобилен телефон. Еден од архитектите на таа стратегија беше господинот Геншер, бившиот министер за надворешни работи на Германија, кој е посебно разочарување за мене. Мислам дека таа беше неговата стратегија. Словенија и Хрватска да бидат одвоени држави, а другите да бидат некакво остаток на мини федерација. Меѓутоа, сметам дека тука е големата улога прво на господинот Желев, а потоа и на турската политика, кога веднаш после признавањето на Словенија и Хрватска без координација, тоа е изведено буквално без координација со меѓународните заедници, Бугарија и Турција една по една ја признаа Македонија и Босна и Херцеговина, и тоа беше веќе пресвратницата на меѓународната политика. Дали таа 92 година Грција и грчката политика ги изненадува признавањето на Македонија од страна на Бугарија и на Турција, бидејќи во тој период е постигнат консензус во рамките на Европската економска заедница дека Македонија не треба да биде призната се докато не го реши проблемот со името со Грција. Ναι, γιατί η Βουλγαρία ήταν δεδομένο. Δεν σας αναγνώρισε σαν έθνος, γιατί έχει επεκτατικές βλέψεις και σημαίνει ότι εσείς πρέπει να παλέψετε με το βουλγαρικό και με τον αλβανικό σοβινισμό για να επιβιώσετε. Και αυτό είναι πρόβλημα για σας και θα είναι πρόβλημα και στα επόμενα χρόνια, ενώ δεν υπάρχει από ελληνικής πλευράς κανένα πρόβλημα για να επιβιώσετε ειρηνικά στην περιοχή που ζείτε. Ο βουλγαρικός σοβινισμός δεν θα σας αφήσει, ούτε ο αλβανικός σοβινισμός θα σας αφήσει. Вардар осигурување. Гарант на вашата сигурност. Ало, Душа, доаѓам со шефот, подготви нешто. Деца, веднаш се враќам. Повелете, комшивке. Се брзам, ми доаѓа важен гост. Не паничете, комшивки, имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба.
Јас повеќе би сакал чаша бело. Повелете, комшија. СТ Маркет. Се на едно место за вашиот дом. Реплак Маркет Кубо. Многу контраверзии има околу тоа грчко ембарго кое беше введено кон Република Македонија. Според македонските медиуми, македонските бизнисмени многу се збогати од тоа ембарго кое беше введено, меѓутоа според Грилакис има и многу грчки бизнисмени и бизнисмени од Косово кои направи огромни количества на пари. Зошто Грција го введе тоа ембарго кон Република Македонија? Очекува дека Македонија ќе биде скршена и дека ќе моли за соработка со Грција, односно ќе ги прифати сите услови на Грција околу името? Ήταν λάθος ενέργεια. Το υποκινήσανε 10 άτομα για να βγάλουν χρήματα με το λαθρεμπόριο πετρελαίου. Во рамките на ова досење ќе презентираме 3 документи кои покажуваат дека од тоа ембарго се правеле големи количества на пари. Првиот документ кој го потпишува Киријакос Мабинакис, човекот открит и близок пријател на Константин Мицотакис, за транспорт на нафта на Косово. Дали многу луѓе во Грција се збогати од тоа ембарго? На многу луѓе во Грција веројатно им одговараше исто тоа ембарго, посебно со таа трговија со цигари и со нафта во тој период од 93 до 95 година. 10 άτομα γίνανε πλούσιοι, αρκετά πλούσιοι. Вториот договор е подпишан помеѓу господинот Пападополус или попознатиот Папас во македонските бизнис кругови, кој го подпишува тој договор со пранешниот амбасадор или конзул на СФР Југославија во Солун, господинот Морина. Интересно за овие два договори што цената на еден тон нафта изнесе околу 540 германски марки, иако тогашната регуларна цена на светските пазари изнесува некаде двојно помалку. И третиот договор или еден вид на писмо на благодарност кој е испратено тогашниот владин подпредседател Јован Андонов, односно тогашниот шеф на кризниот штаб на Република Македонија, и тој го испраќа тоа писмо како благодарност до грчката влада која пропуштала одреден контингент на цистерни полни со нафта. Οι δικοί τους μου δίνανε τις συμβάσεις που υπογράφανε με τη σκοπιανή πλευρά για τον εφοδιασμό τους με πετρέλαιο. Και ορισμένα από αυτές τις συμβάσεις τις έχω και στο βιβλίο μου το πρώτο. Και με έμφωμε αυτή την ενέργεια, το εμπάρκο. Според Николаос Грилакис, грчките тајни служби им сугерирале на македонските тајни служби дека се подготвува нешто врз Киро Глигоров и дека треба да изголемат мерките на безбедност. Кој стоеше според грчките служби за тој атентат над Глигоров? Имавте некои анализи, сознание? Αυτοί που σχεδιάζανε τα γεγονότα του Κωσόβου είχαν συμφέρον. И имаше атентат. Οι Έλληνες δεν σχεδιάζαν τίποτα, οι Βούλγαροι δεν σχεδιάζαν τίποτα, οι Σέρβοι δεν σχεδιάζαν τα συμπεράσματα δικά του. Македонската православна црква има проблем со грчката православна црква, која не признаа постоење на македонска православна црква и која инсистира на таа Охридска архиепископија. Дали грчката православна црква има големо влијание врз водењето на грчката надворешна политика и дали тој проблем црковен може да има битно влијание врз грчката влада врз влечењето на нивните потези во однос на Република Македонија? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να αναγνωριστεί η Εκκλησία η δική τους, η Ορθόδοξη, διότι αν δεν αναγνωριστεί θα γίνει ονητικό προγεφύρωμα. Και αυτό επιδιώκει η Καθολική Εκκλησία. Δεν θέλει η Καθολική Εκκλησία την οξυμάλιση των σχέσεων με τα Ορθόδοξα Πατριαρχία. Ή γίνατε κράτος, πρέπει να έχετε και δική σας εκκλησία. Дали грчката црква има силно влијание врз грчката држава и врз грчката влада во овој момент? Πολύ μεγάλη πόλεμη στη Βαλκανική, όλοι θρησκευτικοί ήταν. Од денешен аспект е многу интересно дали грчките тајни служби, грчката православна црква учествува во тие политички немири во Албанија 97 година кои почнуваат во регионот на Јужна Албанија, каде што живеат помеѓу 200 и 300 илјади грци кои не се признати од страна на албанската држава. Дури има одредени шпекулации дека двајца од тројцата последни албански премиери, господинот Фатос Нано и Пандели Мајко, се со одредено грчко и влашко потекло. 97 година албанската држава ја обвини грчката црква и грчките служби дека учествувале во правење на тие немири во Јужна Албанија, во регионот на Валона и така натаму, и односно тој процес на раслојување на албанската држава кој беше на терен таа 97 година, беше обвината Грција дека стои по десето тоа. Η ελληνική διπλωματία διέπραξε έγκλημα στον πόλεμο στην επανάσταση του Νότου. Grčka vlada je popravila veliko greško u vezi Albanije. Οι Νότιοι και οι Βόρειοι
οι Γκέγκιδες με τους Τόσκιδες έχουν φυλετικές διαφορές μεγάλες. Οι Τόσκιδες έχουν και ελληνικούς Ορθοδόξους κατά το 1 τρίτο περίπου, ενώ οι Γκέγκιδες έχουν μόνο Καθολικούς. Και στη γλώσσα τους υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Όσοι δεν έχουν πάει στα σχολεία να διδαχθούν την ενιαία γλώσσα, δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι Τόσκιδες με τους. Με πλάσει λίγο λέμε Αλβάνια. Οι Αλβανοί είναι αχάριστοι. Είναι αχάριστος λαός. Μετά την πτώση του κομμουνισμού επέζησαν οι Αλβανοί από τη βοήθεια που έδωσε η Ελλάδα στους Αλβανούς. Βοήθησε η Ελλάδα τους Αλβανούς, θα είχαν πεθάνει 300.000 από την πείνα. Τα ανθρώπινα πυράγχας στην ελληνική κοινωνία είναι η αλβανική μάφια. Ναρκωτικά, τα βατζιλίκια, όλες κλοπές, λαιλασίες, ό,τι. И колко Албанци има во Грција што работат? Υπολογίζονται ότι πρέπει να είναι 700.000. Ако сегашната грчка министерка за надворешни работи Дора Бакојано, која е керка на господинот Мицотакис, ве праша за совет, што ќе кажете? Ό,τι του είπα. Ούτε ένα παραπάνω, ούτε ένα παρακάτω. Ако ви речи треба да признаме Република Македонија под уставното име, а тоа е Република Македонија, што вие тогаш ќе кажете? Λάθος. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Гледајте репризата утре во 13 часот, гледајте на идниот вторник во 20 часот и 15 минути. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.